Започнуваме со темата која што отвараме за ова утро, а тоа е прва помош при труење на домашните миленици. За жал, ова е тема која што навистина треба многу често да се третира. А утрово мој соговорник на оваа тема, Воислав Димитровски, доктор по ветеринарна медицина. Воислав, добро утро. Добро утро, добро дојдов повторно во вашата емисија и во нова сезона, нели? После летото почнуваме малце да работиме со едукација на граѓаните, како они сами може да си помогнат во некоја кризна ситуација, да им помогнат и на нивните миленици, со цел да го стабилизираат пациентот и да дојдат најбрзо што може до ветеринар за понатамошна помош. Да, не случајно сме седнати вака, затоа што обично на вакви директни линковски исклучувања стоиме, меѓутоа одбравме на локација парк во нашиот град, меѓутоа и многу, да речеме, инструменти, делови, прва помош за милениците. Рековме труење кај домашни миленици. Да. Кои се првите симптоми и кога да побараме стручна помош, секогаш знам да кажам од нашиот матечен ветеринар. Да. Во секој случај, кога ќе приметиме дека нашето милениче се однесува несоодветно, почнува да биде летаргично, почнува да заостанува во прошетката, да речеме, или почнува да повраќа, или почнува да има диареја, или да пројавува некакви знаци на болка, веќе на нас ни се пали алармот дека ова може би е нешто сериозно. За жал во нашите паркови знае повремено несовесни граѓани да направат беља, односно да фрлат определен отров, со цел да наштетат на некое определено животно, без разлика каков тип е тоа животно, но најчесто не страда тоа животно за кое што е наменето, туку страдаат други животни. Имавме пред неколку дена таков случај кај што ме повикаа на терен, каде што наместо да, мислам, не треба ни едно животно да настрада, ама таргетот биле некои кучиња, за жал целата популација на ежиња во околината угинала. И тоа е навистина еден голем екоцид во однос на живиот свет. Во таков случај, значи, доколку приметиме некакви такви знаци, симптоми, доколку имаме некаков од овој тип на средства со нас, најчесто хидроген, 3% до првата аптека, што и да, треба да се даде на животното колку што може во моментот да прими, со цел да поврати, односно, тој токсин кој што е веќе во желудникот, да го извади надвор, со цел да стопираме понатамошно ширење на токсинот. Од тука натаму активен јаглен во секој случај може да се даде 1, 2, 3, 4 апчиња, верувајте, никој нема да погреши со поголема количина на активен јаглен, со цел да се абсорбира што останато во желудникот и од тука натаму директно на ветеринар, или ова може да се прави по самиот пат на кај ветеринар, со цел да се веќе стабилизира животното, му се дадат дополнителен третман. Обично ние, љубителите на домашни животни, знаеме често да креваме паника. Како да станеме смирени во таква ситуација? Споменавте, вие треба да се повика својот ветеринар, меѓутоа како во прв момент да му помогнеме, освен ова што го споменавте со активниот јаглен хидроген? Да. Значи, јас би се навртил малци и на претходното прашање, зашто треба сепак да се обратиме и до градските или општинските власти. Имаше еден пример, јас нема да ја наименувам општината во секој случај, кој што сакајќи нешто добро да направи со ерадикација на глодари, односно на глувци, всушност на јавни површини оставаше во соработка со некоја професионална фирма. Колку е таа професионална фирма, не можам да кажам, но навистина начинот на кој што се оставаше отров на јавни површини, поготово во близина на градинки, училишта, е навистина суров, несоодветен и крајно безобразен, би можел да кажам, затоа што може да се направи штета како на животните, така не дај Божи на децата. Ова не смее да им се повторува на општините. Има професионални фирми кои што на правилен начин може да направат ваков тип на дејност со цел да се спречи ширење на глодари. Но сепак на отворена површина со отворени мамци, тоа е навистина несоодветно за 21 век. Во однос на првата помош на миленикот, во секој случај покрај ова што го кажавме, не треба сопственикот да паничи. Првиот момент кога сопственикот паничи, самото животно, он има доста поголеми сензори од нас луѓето, и ги осеќаат нашата енергија. Може да се почувствуваат дека нешто не е како што треба, дополнително им се забрза метаболизмот, со тоа дополнително ќе се забрза ширењето на веќе примените токсини во организмот. Ја осеќаат нашата енергија, нашата паника и тие можеби ќе помислат дека и они не направиле нешто како што треба.
и дополнително ќе се возбудат. Затоа многу мирно ќе се земе, без паничење, без викање, без крештење и така натаму се зима миленикот, се става во првото возило што ќе ви најде, кој што ќе сака да ви пружи помош, не мора сега ние да идеме уште километар зашто нашето возило е некаде паркирано и веднаш да се однесе во најблискиот ветеринар, не мора да се однесе кај матичниот ветеринар, најблиску каде има ветеринарна служба, првото такси и така натаму. Да. Вода потребна ли е во тие моменти за милениците или? Не препорачувам вода. Хидроген само за да извадиме се што треба. Ако е срачен, да речеме, собственикот, а тоа може да му го покаже било кој ветеринар, барем подкожно може за точно заради тоа денеска донесовме еден first aid kit, буквално комплет за прва заштита, може да се има и вакво нешто по дома или во викендица, затоа што ова не се случува само во градска средина, ние кај што си го шетаме кутредо, туку доста почесто ни се јавуваат клиенти кои што се на викенд некаде, на одмор некаде и така натаму и сега што да направиме. Поготово во некое место каде што не е наше автохтоно место, каде што има можеби различен тип на флора и фауна и од тука натаму може животното да изјаде нешто што не е карактеристично за нашите простори, па после тоа почнуваат да речеме информации дека ова е отровно за кучињата, едно куче пред 5 години имаше проблеми и така натаму и тука веќе почнуваат собствениците нормално да паничат и се јавуваат по матичните ветеринари сега што да правам. И точно заради тоа го направивме овој мини кит кој што секој со себе би можел да го носи, тоа се собира во едно волкаво ташниче. Како што за нашите деца, реално мајките најчесто дома, нели, имаат еден мини кит за прва помош, тој миникит во секој случај се усогласува барем 50-60% со ова. Нешто слично како кај луѓето. Да, како кај луѓето, со тоа што можеби ќе треба да дополниме уште неколку работи и веќе сте подготвени за мирно да отидете на викенд, да ако имате викендица, направете си еден ваков миникит за да си стои во викендицата за секој случај. Доколку одите на одмор, не е ништо едно вакво багажче што се собира било каде во автомобилот. Опрема дополнително. Да. Уште сакам да ги спомнам тука коските. Тие се навистина многу опасни и тие може да предизвикат исто труење кај домашните миленици. Да, значи коските се една од главните причинители на проблеми кај животните. Они не предизвикуваат труење, но предизвикуваат обстипации на дигестивниот систем, од тука натаму веќе прават дополнителни проблеми во организмот, кои што доаѓаат и до сериозни болки, па не дај Боже, доколку е таа коскена маса или коската на несоодветно место, може да има и асфикција, може да има и, односно загушување на животното, ако се заглави, да речеме, во рамките на вратот, или може да има во желудникот, ако се направи една коскена топка од дробење, раздробување на дополнителни коски, да има реален проблем, да се направи автоинтоксикација, во секој случај оперативно ќе треба да се отстрани тој да речеме таа грудка. Во секој случај не е само коските. Мора да кажеме дека пченката, сега луѓето викаат сега да не му даваме пченка. Не, кочаното пченката прави голем проблем. Нив им е сладок, ние ќе им го даеме он да го глода и така натаму, на крај може да го голтне како цело парче, тоа не може да помине низ организмот и повторно прави проблем. Значи овие не се труења, но се проблеми кои што може да ги направиме од да речеме физички аспект. Чоколадото во секој случај, поготово темното чоколадо, треба да бидеме многу внимателни со него. Сега не треба да паничиме за пола коцка, една коцка и така натаму, кучето како ова нашево што се движи тука, не знам дали го фативте во кадр. Мора да го споменеме и него. Да. Изеде цело чоколадо, веќе тука доаѓа аларми, треба навистина да се превземат мерки. Тука се и да речеме сувото грозјето, не затоа што грозјето како плотет е отровна, туку семките од грозјето се навистина отровни за кучињата и така натаму, но сепак се тие некои работи кои што секој собственик би требало да си ги знае, да си ги превенира и да може сам да направи. Значи, оваков кит може да си набават сами, може да се консултираат со нивниот ветеринар. Во секој случај, откога ќе го набават, убаво е да отидат кај ветеринарот да им покаже што треба да прават со него. Затоа што не секој собственик знае да направи преврска, да боцне подкожна инфузија, како да аплицира хидроген, како да исчисти рана и така натаму, сепак се тоа некои вештини кои што преку прва помош и за луѓето можеме да ги предадеме и на животните. Убави теми отворивме, се разбира во некој ликовско вклучување, малку повеќе секогаш останува нешто недоречено. Благодарам многу на одвојното време. Благодарам многу и на поканата.